Состојбата со загаденоста на воздухот во Тетово не е алармантна. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека квалитетот на воздухот се следи по 5 параметри, од кои 4 се во рамките на нормалата. Квалитетот на амбиентниот воздух во Тетово се следи по 5 параметри. По еден од нив, а тоа е по суспендирани честички, односно оние популарно наречени PM10, честички со големина од 10 микрометри, Тетово може да се каже со највисоки годишни просечни концентрации, што се над нормалата. Во Македонија највисоки, но не значи дека е најзагаден град по однос на аерозагадувањето, затоа што по останатите параметри е во рамки на нормала. Проценката на ризикот е сложена и зависи од повеќе параметри, меѓутоа десидно ви кажам дека Тетово не е град со најлош амбиентен воздух. Влијанието од аерозагаденоста врз здравјето на населението се следи преку морбидитет на респираторни заболувања, кој во изминатава година е во благо опаѓање. Како причина за тоа, доктор Давидовски го истакнува поредкото палење на дивите депонии. Влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението го следиме преку морбидитетот на респираторни неспецифични заболувања кај предшколски деца и кај школски деца. Зошто кај нив? Затоа што се претпоставка е дека не се пушачи и не се изложени на професионални нокси. Воедно, нивната плуќа ни е индикатор дали дејството е во горните или во долните респираторни патишта, дали имаме дејство на овие загадувачки материи. PM10 частичките навлегуваат дури до алвеолите, значи во долните респираторни патишта. Нашите исследувања покажуваат дека морбидитетот на неспецифичните респираторни заболувања не кореспондира со степенот на загадувањето, односно во благ патие, во однос на година дена и во однос на пред 2 години. Заклучокот се наметнува, вие знаете дека во тој период имавме една, и сега имаме дива депонија, не тогаш имавме дива депонија во која се спалуваше сметот. И предпоставката беше дека токму тоа влијаеше на влијанието врз респираторните заболувања. Морбидитетот се следи по методологија од Светска здравствена организација, каде што се исклучен грипот и каде што се исклучени пнеумониите. Значи, сите оние инфективни агенси се исклучени. Контролата на аерозагаденоста се врши преку автоматската мониторинг станица во Тетово, а во наредните денови Министерството за здравство ќе обезбеди 2 подвижни лаборатории. Контролата на овие 5 параметри што ви ги споминав, јаглен моноксид, сулфур диоксид, азотни оксиди, озон и PM10 честичките се врши преку автоматската мониторинг станица, лоцирана во гимназијата Кирил Печиновиќ, и ние информациите ги добиваме од Министерството за заштита на животна средина. Овие денови Министерството за здравство, морам да напоменам дека мониторингот се врши со фиксни станици, лоцирани на едно место. Овие денови Министерството за здравство набави 2 подвижни лаборатории, со кои ќе се служат 10 центри за јавно здравје во Република Македонија, меѓу кои Центарот за јавно здравје Тетово, и каде по потреба од некоја дојава или сознание или проценка ќе бидат лоцирани, ќе се 24 часовен мониторинг и ќе знаеме кој и со каква материја загадува. Целта не е да се казнува, туку целта е да се превенира и да се унапреди здравјето на населението. Главни причинители на загаденоста на воздухот се индустријата, густиот сообраќај, отсуството на зеленило, како и големите неасфалтирани површини. Во Тетово загаденоста од издувни гасови е на висина од 30 до 50 см, која е зона на дишење на малите деца.